Пекчево е можеби најмалата општина во тој регион, ако не и една од помалите, но практично имаше таму градоначалник од СДСМ изминатите 4 години пред да дојдете вие, но како да немаше. Се сеќавам на оние моменти кога заедно одевме да гаснеме пожари, кога власта тогашно од СДСМ беше на плажа. Практично уште тогаш се навестуваше и се знаеше дека на граѓаните им е потребно промена и се знаеше дека токму вие ќе бидете носител на тие промени во Пекчево. Каква состојба начекавте општината? Прво да се заблагодарам на сите присутни тука за нивното присуство, благодарност до целиот тим за организацијата на овој настан и секако благодарност до медиумите кои несебично овие 2 дена пренесуваат секоја информација од сите градоначалници од ВМРО ДПМН за да допрат до целата македонска јавност и да се запознаат со работата на сите градоначалници. Како градоначалник кога стапив на функција, општината ја затекнав како затворена, блокирана сметка и големи долгови. Последна година се тоа е сменето. Општината е во функција на граѓаните, не благодарение само на мене, голема благодарност и до сите вработени во општина Пекчево. Работиме тимски и заедно за општината да биде отворена за сите луѓе во општината и така и функционираме. Значи ги решаваме проблемите на луѓето и општината е отворена за секој што има проблем што можеме да го решиме. Голем број на обструкции од страна на централната власт кон општина Пекчево, впрочем кон граѓаните на општина Пекчево, не кон вас, не кон ВМРО ДПМН, туку единствени кои што страдаат се граѓаните. Иако обструкции, сепак успеавте да реализирате проекти со напорна работа, со вашиот тим, со администрацијата. Што направивте за 365 дена? На почетокот на првото прашање ви останав должен да ви одговорам за пожарите и покрај големата криза и заборченоста на општината и блокирана сметка, со труд и напор со општинската администрација успеавме да реализираме неколку проекти кои се од витално значење за нашето население. Значи, 4 години немаше извршено никаква санација на крпење на дупки во градот. Значи, формиравме противпожарно друштво, да се надоврзам на првото прашање, по ланските пожари, што спомнавте, за прв пат ние во Пекчево имаме противпожарно друштво кој најде на разбирање од австријските пожарникари кои ни беа во помош минатата година од Кафенберг и голема благодарност до нив кои специјално од Австрија доде во Пекчево да ни донесат донација. Реализиравме проекти за расчистување на селските патишта до земјоделските површини. Тоа беше запустено, луѓето не можеше да се дојдат до обработливите површини. Извршивме реконструкција на неколку изградба на неколку улици во општината со бетонплочки, реконструкција на улица Индустријска, значи која е готова, а 5-6 месеци документите се заглавени во Министерството за транспорт и врски. Значи се обидовме неколку пати да стигнеме, да видиме кај е проблемот, тендерот е поминат, надзорот е поминат, а никако да се почне со реализација на улицата. До ден денес се обративме до институциите на Министерството за транспорт и врски и никако да добиеме повратен одговор зошто и се уште не се почнува со изградба на таа улица, а веќе имаме готова и комплетна документација за реконструкција и ревитализација на улица Индустријска, која долго време не е чепнато ништо, дури имавме и надзор и контрола од Светска банка, представници на Светска банка, да ја утврдат ситуацијата во каква ситуација се наоѓаат улиците. Тоа беше најдено одобрение и од нив дека потхитно треба да се изврши реконструкција и ревитализација, ама еве до ден денес немаме никаков позитивен одговор за отпочнување на градежните работи.